Брзината со која се одвиваат процесите во образованието наликува на знаменитата временска одредница која користи премиер. Мало сутра! Таквата динамичка рамка очигледно сесредно има прифатено и членот на неговиот кабинет одговорен за овој ресор. Тој совршено ја користи за суптилно да укаже дека незабележано се случила реформа со која се сменети термините за почеток и крај на школската година. Ако не првото полугодие не сме имале и не имале можност нашите ученици да ги искористат новите учебници, ќе имат можност во втората полугодија. Не мора сите да имаат нови книги, многу е важно дали старата е добро прочитана. Тогаш оние што ги користеле се запознаени со нивото на квалитетна изработка. Кај нив е очигледна желбата, ама само да ја навестат, а не и целосно да ја обелоденат содржината на материјалот кој го поминале во првото полугодие, оставајќи читателите сами да заклучат како завршува лекцијата. Ве знам долго време ме почитувам и сега чув до кој го слушам. И јас те знам тебе 15 години, па кога седиме на кафе друго збориш, сега друго збориш. Разнозборењето е само дел од дипломскиот испит кој го има положено секој македонски политичар. Таа наобразба не секогаш може да се процени од количеството прочитани книги, иако тоа влијае и врз говорот и врз изразот. Секогаш предвид треба да се има кој и како тоа знаење го пренесува. Затоа особен впечаток оставаат средношколските и универзитетските наставници, кои со несмален интензитет, ама како на кафе, политички индоктринирано си прават евалуација на сопствените умствени капацитети. Сега, ако зборате повеќе од мене, не значи дека сте попаметна во тој дел. Значи, во таа Ама вие сте непаметна, може би, ајде ќе ви дадеме медалја, во ред. Значи сега... не, од вас медалја, фала. За разлика од ова што се одбива, се уште се жали за најавеното и очекувано, ама недобиено одличие. Се трага и по правиот и поној на обновата, особено по патот кон алијансата, да се најде некаква замена за интеграцијата, што би можела да биде достојна или барем до одредено ниво адекватна замена на бесата за наградата. Сепак ни требаше месо. Каде го гледате тоа месо или каде е месото? Повеќе ова го гледам како food for thoughts, односно храна за размислување. Што ќе му направи? Ќе го фрлиме? Камшикот е здрав во тој процес. И на крајот, во отсуство на камшикарот останува главната дилема. Што направивте жити мајка? Што направивте жити мајка? Тоа прашање е здраво за општеството, само тогаш кога секој што го загатнува, најпрво ќе си го постави сам на себе. Тоа досега не се случило од сите, барем во нашата политика. Однапред го знаат одговорот. Мало сутра!